Барање за нов лек против рак на панкреас. Итно барање за Европа. Медицински истражувачи од ПИЗа упатија официјално барање од Конгресот на Американското здружение за клиничка онкологија до американската компанија Revolution Medicine. Целта е да се дозволи итна експериментална употреба во Европа на лекот дараксонрасиб, кој го дуплира преживувањето кај пациенти со метастатски рак на панкреас. Предвремена достапност. Кјара Кремолини од Универзитетската болница во Пиза објасни за италијанската новинска агенција наоди дека ова барање ќе им овозможи на пациентите во Италија и Европа пристап до терапијата преку специјализирани центри пред официјалното одобрување. Во САД веќе се чека одобрување од Агенцијата за храна и лекови на САД. Идни амбиции. Следниот медицински чекор кон кој се стреми истражувачкиот тим е проширување на употребата на лекот кај пациенти во порани фази на болеста, односно пред појавата на метастази, со цел целосно излекување. Заклучок, барањето за дараксонрасиб носи нова надеж за европските пациенти, нудејќи брз пристап до револуционерна терапија за една од најтешките форми на рак. Моќта на подолгото џвакање храна. Подобро варење и апсорбција, џвакањето ја разбива храната на помали честички и го зголемува лачењето на дигестивни ензими како амилаза. Ова спречува ферментација на храната во цревата и му помага на телото поефикасно да ги апсорбира хранливите материи. Здравје на мозокот. Невронаучникот Абхишек Кумар нагласува дека џвакањето носи крв во мозокот, одржувајќи го остар. Губењето на забите е поврзано со поголем ризик од Алцхајмерова болест и деменција, бидејќи нервните кола го поврзуваат апаратот за џвакање со хипокампусот. Концентрација и антистрес. Покрај когнитивните придобивки за меморијата и вниманието, истражувањата покажуваат дека подолгото џвакање ја подобрува концентрацијата и делува како ефикасен начин за ублажување на стресот и анксиозноста. Заклучок, едноставниот чин на потемелно џвакање храна има далекосежни позитивни ефекти, штитејќи го како дигестивниот систем, така и менталното здравје при процесот на старење.